Ние се продолжуваме сега, имавте и можност да погледнете во најавата. Јас се воодушевив од овие прекрасни уметнички дела на нашата гостинка Мила Јовановска, а и насловот на изложбата е Среќа, задоволство, чекор напред. Добре ни дојде? Добро ве најдов. Добро утро, со завеќе ние се поздравивме. Јас само сакам да прашам, гледам преубави навистина. Преубави фотографии на кои што се воодушевив, но секако дека со твоите млади години кои што си ги имаш, имаме и повеќе љубовни приказни. Па, да, нема што нема, знаеш нема како? Што нема, да. Од секоја но една... јас се воодушевувам се уште на љубовта, вака прегрнати двајца. На прегратката, знаеш, јас се воодушевувам од се ново што ќе дознаам, а секој момент се нешто ново дознавам за Мила. Секоја чест, Мила, браво. Повелете Суза. Добре дојде, Мила, Добро ве најдов, официјално. фала на поканата. Честитки за изложбата која вчера вечер Се отвори, да. се отвори, која ќе можат во наредните денови да ја посетат многу љубители на уметноста, ама и многу твои фанови. Иако само 4 години си во светот на уметноста, верувам дека веќе многу следбеници имаш, и ако можам да го сублимирам вака во една реченица делот твој, Веремек Дела, би рекла вака: погодени од љубовните искри, избегнувајќи го обичното, кога целиот свет запира, најбезбедно место е прегратката. Благодарам многу. Точна ли диагноза да, дадов? точна, многу точна диагноза. Преубаво. Навистина, ова е флаерот од задната страна. Не знам само што е поубаво и кој колорит најмногу ме погодува, но дефинитивно не сум рамнодушна на ниедна твоја Благодарам, многу ми слика. значи. Дали во раното детство пројави вакви уметнички пориви? Па да, бидејќи уште од најрана возраст се занимавам со креативни игри, односно игри во кои што јас можев да ја принесам мојата креативна страна. Тоа беа прво создавање на оригами, на куилинг арт фигури, на било што кое што беше всушност можев да ги употребам моите 10 прсти и да ја претечам мојата креативност на некое дело. Да. Ме воодушеви тоа што како дел од текстот ставен во овој флаер го прочитав дека зборовите те молам и извини, кои Те се сакам, учат извини. уште, те сакам, извини. Да. Се зборови кои ги учиме дечињата само што ќе проговорат, а ти ги вметна во овој флаер. Колку те спасиле овие зборови или колку те инспирирале до сега? Ме имаат посебно за љубовни искри, како моје прво оригинално дело, ме инспирираа премногу, бидејќи се многу тешки зборови, зборови со многу одговорност кои што носат, зборови кои што всушност со нивно искажување ние може да ја представиме љубовта, да искажеме љубовта, и точно символот на оваа слика и ова уметничко дело е дека нивната прегратка, односно прегратката и мирот кој што се гледа од двајцата влюбени и во нивната прегратка е всушност моментот после конфликтот кој што се случува од другата страна на вратата, односно од клучалката, а таа клучалка може да се отвори со магичните зборови "Те сакам, извини". И всушност тоа беше и приказната и е приказната на ово уметничко Љубовна дело. искра, кое беше твое прво дело, кое Да. ти го сподели со светот, Да, така? тоест јас имав претходно, но сите беа некои дела кои што јас сум се инспирирала од претходни уметници, односно тоа биле некои мотиви кои што мене ми се допаѓале на некаде сум ги видела, но во секој дело јас сум вметнала нешто мое ново, за да биде мое, за да јас можам да се потпишам како автор и всушност во секоја слика јас оставам дел од себе. Браво. Која е пораката која ја испраќаш со љубовните искри? Луѓето да се сакаат, да се ценат и што повеќе да ги изговараме тие зборови. И да не држиме лутина, бидејќи Точно, животот точно. е краток за да го Точно, поминеме нема на време за лутени. лутење, Не, точно. да. Една прегратка, едно извини, може да смени се. Точно. Инаку Мила е матурантка во гимназијата Ѓорги Димитров и активно со сликање почна да се занимаваш за време на пандемијата. Точно. Да, тогаш видов уствари, бидејќи имавме и од повеќе слободно време, видов навистина што ме прави среќни, каде сум ја навистина јас. И тогаш почнав и да одам на часови по сликање. Така што мојата попрофесионален дел од
моето сликарство е всушност од пандемијата навака. Да. Среќа што маската не ти сметаше додека сликаш Не. нам на водителите или на пеачите, знаеш каква фрустрација видиш. Да. Јасно, не, мене не ми пречеше, никогаш не ми пречело и сликарството и уметноста јас не сум ја гледала како пречка, напротив како нешто кое што начин на изразување, начин на живење. Да. Како одбираш кои сцени, кои ситуации ќе ги ставиш на платно, на хартија, на било што? Па, главно тоа е од моментот на мојата инспирација, на мојата душевна состојба во моментот, можам да кажам, и нешто во кое што јас сум пронашла нешто кое што јас ќе можам да го преточам. Дали тоа било, не знам, пейзаж, дали било љубовта, дали била, не знам, било каква убавина што јас сум ја забележала и сакам само да ја изнесам. Така. Колку време црташ, да речеме, еве ова е еден магичен портрет на насловната страна, Точно. кој навистина не те оставува рамнодушен и секој еден кој е естета и кој би можел да кажеме дека е познавач на уметноста, знае дека вакво дело не може да се направи баш со 2-3 потези. Колку време се изработува еден ваков портрет? Па, се зависи од големината на платното, од техниката која што ја работам. Ти со какви димензии обично работиш? Па, ова конкретно што е на насловната е 60 на 80 сантиметри и таа ја работев добри можеби 2 месеци, но сепак тоа не е континуитет е во прашање, но не е секојдневен, бидејќи јас одам во Ѓорѓе Димитров, гимназијата си бара свој... Да, имам и други обврски, одам и на јазик, го учам францускиот јазик 2 години, така што имам и други обврски и сликарството еднаш неделно сакам да му се посветам максимално. Така што и моите слики мислам дека може да забележите дека во секоја има многу детали, бидејќи јас уживам кога ги правам тие детали и токму таа слика ја одбрав како насловна, бидејќи некако ја одразува мојата душа, бидејќи и боите кои што се употребени, ведрината, се тоа е одраз на моите тинеџерски години и баш заради тоа некако таа слика има посебно место во мене. Мила, можеш ли да сликаш во галама, во гужва или ти треба простор свој да се осамиш? Па, искрено ми треба свој простор, мислам како на секој уметник, така и јас, имам, каде што одам на часови по сликање, таму обично се дружиме сите, но покрај разговорите што ги водиме во меѓувреме, ние едно време само ќе се исклучиме и знаеме дека сите сликаме, музиката е тука. Подршка? Точно, подршка, бидејќи едноставно во тишина не можам да работам и музиката е таа која што дополнително само го заокружува тоа чувство на задоволство и всушност имам таму едно ателие, тоест таму присуствувам, а си направив и своја ателие кај мојата баба, така што и таму одам да сликам. Убавини. Да. Прекрасно. Да. А и бабото така е, тоа е катчето. Нема нешто музиката каде не прави добровит или не е огромен бенефит или поддршка во многу ситуации. Кажи ми, каков предизвик е за еден млад уметник да делува и да твори и да расте во оваа работа во македонски услови? Знаеме дека уметноста можеби е најболната точка, културата и уметноста во земја во која се соочуваме со бројни економски предизвици, неприлики, стагнации, така натаму. Има ли простор за да растеш тука и овде? Па мислам дека има. Доколку доволно човек се труди, доколку доволно создава, мислам дека за секој вратите ќе се отвараат каде и да живее. Можеби би било потешко во некои држави, еве на пример тука, но не верувам дека е нешто кое што не е остварливо и нешто кое што стварно не можам и тука да го работам. Така што како човек што има многу амбиции за многу работи, јас гледам сите амбиции да ги исполнам на некој начин и да бидам добра во тие работи, бидејќи не сакам да го правам нештото туку така, стварно сакам да се посветам и затоа и моите дела е всушност се одраз на мене. Браво. Додека ги анализирам и вака си ги ѕиркам твоите слики, прва ми паѓа избегнувајќи го обичното, бидејќи секој еден уметник без разлика во кој стил работи е се само обично не. Точно. Колку овие необични твои решенија на твоите дела
ги имаш предходно во некоја визија, ти доаѓаат ли како порака што ќе работам или едноставно ги земаш боите, го земаш платното, четките и почнуваш да работиш не знаеки што ќе излезе на крај? Па, сум имала и такво сценарио и такво сценарио. Главно за овие две слики, за љубовни искри, за најбезбедното место, идејата се створи многу долго време, се стваруваше и имаше процес на многу бројни скицирања. И од повеќе скици дојдоа конечните слики. А, например, избегнувајќи го обичното, беше момент на инспирација и едноставно седнав и како ме носеше платното, така се создаваше сликата. И тоа ми се допаѓа, бидејќи сликарството нуди можност која што мислам дека ниедна друга уметност не ја нуди, а тоа е да почнеш едно, а да завршиш сосема трето. И не знаеш кај тераш едно време, не знаеш кај ама тераш. убаво ти е. Да, и губиш осет и за време, и за место, и за луѓето околу тебе, и баш јас сум таму ден ли е, ноќ ли е, небитно. Точно. И јас толку тоа ме исполнува, толку тоа ме прави мене среќна. Јас те разбирам, совршено те разбирам и уживам вака додека те слушам и се пронаоѓам себе си во некои периоди кога пишувањето ме не знаело така да ме одвлече од реалноста, од денот, од ноќта и секогаш користам прилика јавно да се извинам на моите деца за сите незготвени ручеци, за сите несвиткани сарми и се останато, бидејќи кога човек навлегува во еден процес, тој едноставно чекори и не мисли на ништо попатно. Точно. Какви материјали користиш, во кои техники работиш и дали сето тоа можеш да го пронајдеш овде во Македонија? Да, се пронаоѓа. Јас овие слики, тоест сликите кои што влегува во оваа моја прва изложба, се изработени со акрил на платно. Последните неколку слики се со шпакла, значи пак е акрилот во прашање, но со акрилни бои работам. Шпаклата едноставно мислам дека е многу позахтевна алатка со која што сакам и понатака да се занимавам и да ја простудирам, ако можам така да кажем. И се наоѓаат материјали, ги наоѓам. Тука се моите родители кои што тоа ми го возможуваат кога ја и да посакам нешто ново. Твоето семејство. Така што тоа е тоа. Јас како што дознав, а истражував малку твоите слики доста добро се продаваат, така? Па, можам да кажам. Браво. Да. Браво, вчера беше отварањето и мило ми е кога ќе слушнам, тоест кога видов дека и други домови ќе ги красат моите дела ќе ги красат други домови, бидејќи стварно за еден уметник мислам дека најубавото чувство е да сподели таа среќа што сум ја да знаеш каде ми живеат сликите. Јас секогаш сакам да знам каде живеат моите дела. Да, реално да, така е. И многу ми е мило кога ќе отидам, бидејќи се продадоа на реално мои блиски луѓе, а и луѓе кои што навистина ме поддржувале. И мило ми е кога ќе отидам кај нив да ги видам моите дела на зид. Прекрасно. Навистина прекрасно. Една од сликите која што можеби беше прекретница беше првата слика. Ќе сакаш ли да споделиш првата продадена слика? Што купи со хонорарот од првата продадена слика? Епа, од мојата прва продадена слика, тоест таа всушност сликата која што ја продадов прва беше за моја блиска пријателка и со првите пари кои што ги заработив, отидов и купив штафелај, бидејќи сакав тие први заработени мои пари да ги вложам во нешто кое што понатака уште повеќе ќе ми носи среќа и задоволство, а штафелајот стварно е нешто кое што уште од многу мала го посакував. Семејно наследство, тој оди во наследство, се разбира, да. Одлично. Супер. Ајде сподели ни збор-два за вчерашното отварање на изложбата. Јас за жал не можев да присуствувам, а толку многу сакав, но еве кажи ми како помина и со какви импресии ни дојде денеска. Пред се морам да кажам дека воопшто не спиев ноќеска, Ти верувам. Дека едноставно толку ме држат емоциите од вчера, таа гледка која што всушност јас имав прилика да ја гледам неколку часа додека траеше самата изложба, беше едноставно неопислива со зборови, бидејќи мојата душа само се полнеше и мислам дека се уште се полни и ќе се полни додека трае изложбата и додека всушност моите дела го красат концепт 37, бидејќи таму се отвори, тоест таму се изложени моите слики. И едноставно за еден уметник мислам дека е најубавото чувство кога други луѓе ќе ги гледаат твоите дела и се восхитуваат. Точно.
Можем да замислиме колку прашања и подпрашања имало, но еве тоа сигурно ќе го сублимираш и еден ден ќе пишуваш за сите тие искуства. Има ли време и за учење? Рековме дека си матурантка оваа година. Како се гледаш себе си понатаму? Од нашиот неврзан разговор сватив дека не би било ова твоја единствена работа во животот, односно примарна професија, така? Точно. Сакам да биде моја професија, но не да биде примарна, единствена, не да биде единствена. Да, јас сакам сликарството, тоест сигурно сум дека сликарството и општо уметноста ќе биде дел од моето секојдневие доживотно. Но се уште има малку уште време да се размисли што понатака. Време за учење има, бидејќи јас го распределувам времето така да имам, бидејќи како човек на мои години, имам 18 години, сакам да излегувам, сакам да се дружам. И треба. Да, и всушност цела недела мене ми е распределена со обврски, но сите тие обврски гледам да ги постигнам и до сега сум ги имала одличните оценки. И јас стварно 4 години во Ѓорѓе Димитров и уживав, и учев, и се дружев, и сликав. Така што... И ти недостига малку, ама ќе помине, така да некои нови врати, некои нови луѓе, некои нови прилики, предизвици, сигурна сум дека ќе те исполнуваат. Слободанче, морам да констатирам и ќе се сложиш, верувам, бидејќи во ова наше студио продефилирале толку многу уметници, што млади, што повозрасни, што многу познати, што не толку многу познати, ама ниеден од нив не сме сретнале да е малку со некоја енергија вознемирувачка. Сите се толку смирени. Толку уживаат во говорењето, во дружењето. Но забележувам пандемијата колку што донесе лоши моменти, толку донесе и добри моменти, каде што исто така продефилираа ни студиото таленти кои што си ги откриле токму во време на пандемијата, тоа го слушнав исто и од Мила. Да. А Мила, јас ке кажам дека ова твое име толку многу ти одговара. Да е тоа нешто невозможно. Благодарам. Премногу си мила. Благодарам многу. Верувам дека твоите родители се многу горди на тебе и јас само ке кажам дека ваква младина и е потребна на Македонија, за твојата возраст, за твоето однесување, за твојот начин на размислување и така натаму. Јас како мајка ја гледам твојата мајка која е тука во студиото и како таа е стопена во моментот и верувам дека е многу горда на тебе како и сите твои најблиски, но верувај дека исто така и ние. Благодарам многу. И има на што се разбира. Еве, јас само кратко ќе го покажам и плакатчето, ако можеме да го забележиме. Еве, вака, ова е плакатчето од вчерашната изложба. Кажи ми само уште за крај, до кога е отворена изложбата и каде може да ја посетат сите љубители? Изложбата е во Концепт 37, тоа е кафетерија во центарот на Скопје. И изложбата ќе трае минимум 2 недели. Да, точно на Рузвелтова. И минимум ќе трае 2 недели. Така што во наредните ќе пијам кафе таму и ќе се сликам. Договорено заедно можеме да одиме бидејќи тоа е наше мало. Еве ти ако не си од наше мало те каниме ние, на наша сметка ќе го пиеме. Нема ќе пиеме кафе. Пиеме кафе заеднички, точно така. Мила, браво. Посакувам многу успех, ништо да не те спречи на патот на оваа прекрасна приказка уметничка, да има уште многу дела кои ќе ги воодушевуваат луѓето, љубителите и сите оние кои го препознаваат ова кое ти го работиш и многу среќа се разбира после завршувањето на гимназијата во секој избор кој ќе одлучиш да биде твој предизвик. Благодарам многу и ви благодарам и на поканата и на поддршката. Секогаш си добре дојдена. Кажавме дека го изучуваме и францускиот јазик. Да. Мерси боку. Ке дојде така? Да, точно. Многу благодарам и ти посакувам исто како и Сузе, се најубаво и уште многу уметнички дела од твоите раце. Да се ни жива здрава.